Ова е основката Ангела Николова од основното училиште Сандо Масев од Струмица. Неа не и се непознати тајните на функционирање на микробитот. По неколку месечна работа направила пронајдоци кои може да имаат повеќе употреби и намени. Јас користев микробит и со него изработив повеќе проекти. Прво изработив електронската корпа за електронски отпадоци. Со помош на микробитот ги броиме причињата на електронски отпад кои ги фрламе внатре, бидејќи тој реагира на движење. Исто така имаме и компас кој ни покажува страните на светот за ориентација и исто така имаме и микробитот го употребив за изработување на спортски семафор со кој ги броиме основните поени на двете групи, кои се напримеруваат во еден спортски например. Колку време работеше на овие проекти, инновации? Околу 6 месеци. CNC машина која резбари различни материјали во 2 и 3 принт направил Арун Папајич од Србија. Овој осмоодделенец е првак во Србија по електроника и роботика. Го направив овој робот, тој е CNC машина. Оваа машина работи преку компјутерска контрола, гравира во 2 и во 3 димензии. Може да гравира различни материјали, стакло, пластика, дрво, па дури и вакви материјали, метали како на пример алуминиум. Овде имаме диамантски алат кој може да го менуваме. Има мотор и еден AC мотор и се оди преку компјутер, мануелна команда. Овде се векторите кои покажуваат како ќе се движи машината. Не треба ништо да правиме, само да ја ставиме во позиција 0, да ги наместиме параметрите, притискаме почнува и машината почнува да работи сама. Ние треба само да ја гледаме и ако се случи нешто да го исклучиме овој апарат со овој прекинувач. Јас видов на интернет вакви 3D принтери, токму таму ја добив идејата, затоа што е базирана на координатен систем, што е многу интересно за мене. За мене е едноставно, иако програмирањето е малку комплицирано. Овие двајца беа дел од 30-тината млади научници кои своите откритија ги покажаа на 4-та Олимпијада, чиј домајчин беше Струмица. И двајцата велат дека семејството и училиштето најмногу им помагаат финансиски за реализација на проектите. Ни помага наставниците и наставничката по информатика, исто така и училиштето ни поддржува со набавување на потребните материјали и исто така битна е и желбата и доколку се заинтересирани можеме да се потрудиме да направиме нешто што би било корисно. Ово е само модела, али планирам да... Оваа машина е само план. Планирам да направам некоја поголема. Секогаш морам да кажам дека помошта финансиска ја добивам од школото и од татко ми, на кому морам и да му се заблагодарам. Од Народна техника велат дека со стратегијата 2018-2028 година сакаат да создадат услови ваквите млади умови да останат во Македонија, зашто нивното искуство покажува дека 70% од нив одат во странство. И по цена на се ќе гледаме со новата програма што е изработивме 2018-2028 за развој на техничката култура, Народна техника таа програма оваа година ја изработи, ја усвои од сите наши органи и со таа програма до 2028 година планираме многу активности, меѓу тоа е кадровска екипираност на организацијата и отварање на центри за талентирани млади заеднички со Министерството за образование и наука и со владата на Република Македонија. НАСА, Академии на науките, светски признати универзитети се дел од дестинациите каде што заменуваат талентите од Македонија.